па, драги мои, ви посакувам убаво утро и еве с убава енергија да донесеме во вашиот дом. Имам прекрасни соговорници ова утро на утринско кафе или сок, кој како се сака, да позборуваме за она кое што тие го работа, за нивното секојдневие, како им тече денот и секако во однос на професионалните ангажмани. Диџеј Тамара, Диџеј Боно, ова утро со нас, верувам дека добро ги знаете, барем помладите, но и оние кои што можеби досега не сте слушнале за нив, верувам дека ќе уживате во нашиот разговор. Добро дојдовте во Здраво Македонија. Добро најдовте, фала ни на поканата. Да, Диџеј Боно, здраво. Добро утро, за мене ова е неработен час. Благодарам за поканата, многу ми значи среќни празници на цела Македонија и на сите што слават. Да живее Македонија. Така е, во месец август навистина имаме доста денови кои што ни се прославуваат, убави празници, убави моменти, но никако во летото сите сме некако опуштени и сакаме повеќе да излеземе, ги сакаме моментите да се забавуваме. Па еве, Тамара, како е твоето, да речем, искуство ова лето? Дали чувствуваш дека навистина владе на некоја летна убава атмосфера на опуштеност и на забава? Дефинитивно, мислам дека лето е баш убава пријатна атмосфера, често имаме журки, често имаме настапи, на некој начин нас ни ова работна атмосфера, меѓутоа морам да кажам дека доста убаво си поминуваме на забавите и доста не е интересно. Така, еве, Диџеј Бони ни се пожали дека утрата не се негова природа. Дефинитивно не сме утрински тип, така што, ама се трудиме. Да. Добро, да, еве, кога треба да се стане, не е проблем, кога се има кога сме нека обрска, едноставно мораме. Тоа е, да, така што. Кој е ритуалот на утро за да станеш кога се будиш? Што е нешто што прво што правиш? Кафе. Кафе, да. Јас не пијам кафе за да се разбудам, туку се будам за да се напијам кафе. Тоа ми е. Богалони? Да, па не до толку, ама тоа ми е утрински ритуал. Сакам онака да си испијам кафе на рад и да си го почнам денот. Да си ги размислам, мислите да сватам дека окей, не сум на настап, време е за нов ден. Така, да. Ете, Диџеј Боно ти ни кажа дека утрото не е нешто што е омилено кај тебе. Не, ја лично на сапајле кога станувам, прво нешто си викам, добро е, барем жив станав. Тоа е едно. Второ нешто, одма имам 50 пропуштени повици на кои морам да се јавам по еден. Ја лежам и разговарам со луѓето буквално, односно со нашите клиенти. Да, веќе можеби не знае јавноста, но оформив една типна агенција за диџеј, која беше помогната од Lollipop Јане Јанев Entertainment Group и сега сум негово дете, работам тоа што он го работел. Јас големам работата и убаво ми е, носи одговорности, носи нервози, секоја работа како работа, нели сама по себе си има последици. Али нема врска, мене ми е интересно, им помагам на моje деца, мислам, ја ги викам деца, може... Да, тие се мои, јас сум ги нашол, сум им помогнал и ми е... Да, има кај мене во екипа мега таленти, еве една од нив е Диџеј Тами, супер се развива, беше многу тешко на почетокот со сите нив, ама како и да е работата, не се откажуваш никогаш од целта. Имаш ли ти работиш на кој? Да, уживам и мене ми е супер. И ете, тоа е мојата утринска рутина, еден вид на повици, еден вид на лежење у кревет и договарање работи. Така што пиешеве вака, можеби некој микс од овошје или со кафе се будиш? Не, ја не се будам ни со кафе, ни со овошје, буквално само со повици. Не постои ова моментално е ситуација на ситуација, не. Доке 3 сати ја не функционира, ни вода сум се напил, ни сум станал од креветот, значи буквално. Може да звучи лошо, меѓутоа додека Добро, тоа си ти, сега тоа е своето. Работата си го носи својот, значи ако ти секој ден пушташ до касно и живееш навечер. Ноќта ти е ден. Да, буквално, ја ноќеска функционирам 3 пати подобро, дури и со памтење, и со работа, и со све, значи. Твој биоритам во однос на природата на работата, така си се навикнал, но еве дали, како што кажа, неодамна си во менаџерски води, освен што да речем се занимаваш со диџејство, тежината на одговорност и работата, очекуваш ли да биде така или ти еве учиш и ти некои нови моменти во однос на организација, во однос на еве договарање со настапите со диџеите, кои се тие професионалности, да сваќаш ли што да значи тоа да се биде професионален, точен во однос на... Во Македонија тоа никој не би го знаел ако не го работи. Вие имате едно слично искуство, знаете колку е те предизвик, бара да се сконцентрирам, бара да си со луѓето многу
и добар и лош, значи имаш ситуации каде што и диџеите некогаш не те прифаќаат со не твојата одлука. Те се предизвици кои треба да имаш јака псика за да ги прифатиш. Значи тоа е една борба, ринг, значи не се доживува така ако не го доживееш. Не можеш да го сватиш. Џабе го зборуваме. Значи буквално е ринг. Се бориш со конкуренција, се бориш со цени, се бориш со диџеите. Непрофесионализам од страна на угостителите, непрофесионализам од нашиот тим, значи никој не е роден перфектен, не сме роботи. 99% не можеме да бидеме точни, сепак сме луѓе и огромен предизвик. Кој да речеме денеска дали владе некој стереотип и е лесно да менаџираш за девојка да биде диџеј? Многу е предизвикувачки, значи бидејќи не знаа дел од нив дека ја и Тамара сме биле заедно, претходно исто така. Значи пишуваат еден куп глупави работи, значи колку е цената на таа, значи со таков вид на муабет влагаат, ме разбирате? Уште со такви муабети. Уште постојат такви муабети, за жал. За жал, што да кажам? Никогаш нема да се искорени, сам дека нема. Дали тебе тоа ти пречи вака, се запрашуваш што ми требаше со ова да се занимавам или едноставно си прифаќаш тој кога ти си дел од јавниот сега со оваа твоја работа си дел од јавниот живот? За повеќето работи не знам, не сакам да знам, а и да знам, искрено не би ми сменило, мислам не дека не би ми сменило, реално би ме дирнало, ама не до тој степен за да се откажам, нели нормално. Фала Богу, луѓе како луѓе ќе зборат, ако сакаш да го работиш тоа што го работиш, нема, ќе се сносиш. На крајот од денот во јавен свет кај што сме изложени на такви коментари, секој има право да не коментира. На крајот од денот. Секој пат ќе има и позитивни и негативни, така да. Ако нема негативни, значи правиме нешто лошо. Да. Кажете ми за оваа сега нова соработка за песната која ще имате. Бамба? Да, како да се случи? Бамба беше дефинитивно идеја на Боно, негова идеја. Проект кој што он е крив, он е виновникот дефинитивно и да излезе песната и е виновникот посади текстот, цел проект буквално беше буквално целиот тандем, да. Како е вака точно па Тамара ја избрати за Бамба? Тамара е долго време заедно сме правиле песни, а Бамба беше проект направен за Макфест, мислам пред Макфест беше направен проектот и мене ми беше идејата ајде да ја извадиме на Макфест. Има по некои планови во живот, меѓутоа Господ има други планови, иначе ете Бамба излезе бидејќи нашиот менаџерски тим кажа дека мора да излезе, иначе ја немам никаква намера да ја валам песната, ама менаџерскиот тим одлучи дека мора да се извади песната. И тоа е така настана. Иначе песната е настаната во Берово. Ја има потекло од Берово, мајка ми од Берово. Ја и она си лежеме на кревет, пуштивме на YouTube некои битови и буквално викам замисли ова да е битот да е песна наша, ја и ти да ја извадиме. Имаме ја и Тамара околу минимум 50 на песни. За жал нито немам никакви планови да ги вадиме. Песните не гледам идено во тоа. Ако некад излезат ако некад излезат тоа е и тоа што ете, ние сакаме да ве почастиме со нешто наше или евентуално не притискаат од екипата наша менаџерите и така натака. Верам дека уживате во нашиот разговор ова утро, ете да ви споделиме како младите артисти го споделуваат своето утро, што прават тие како своји некојдневни рутини. Верам дека ќе успеат и понатаму да ја работат успешно својата работа, а ви останете понатаму на Канал 5, продолжуваме со Здраво Македонија.